Обединет Балкан, за Филипова Македонија, за игри без граници.
svijetu ljubavi, bez starih dugova i ovih nakaza što su me stalno pratile. Ja te bar mogu poljubiti bez loših sjećanja, na hladna proljeća, na slike stradanja što se baš na nas zanima.
Добар ден и среќен ден, Владо Павлов. Прво, една голема подршка за братот Ибра, за неуморниот Ибра и за се она што прави за сите балкански народи, на кои што Владо Павлов 2 децении твори, создава. Една голема благодарност до Ибра, кој што според моето прво дело и според сето она што како тој што уме да кажи за Владо Павлов, дека е македоника, не британика, и дека неуморно ќе се бориме за љубов и само љубов, за Божја логика на сите балкански народи, за нешто што значи мир, а не обратно од мир, Рим. За нешто што е спротивно од конфликтната логика, логика на делби, логика на уништувања, логика на војна. И денес секој треба да прифати ова мисија на целиот Балкан и сите балкански народи, на кои што на вистина многу е пролеано крв од еден народ кој што потекнува од исти татко, од ист дарител на семенски материјал, од еден татко кој што неговите деца го поганија. Ајде да започнеме и да му дадеме голема подршка на Ибра во на све што ќе го правиме, и за една голема подршка барам од сите вас за документарецот кој што ќе го правиме со Ибра за балканските народи. Документарецот каде што единствена земја која што постоела со ова денешно име на Балканот е само Македонија. Најстаро име останало пред сите оние кои што денес го немаат тоа име. Како например денешна Босна, еден поздрав за сите народи во Босна, да бидат љубов, да бидат со Божја логика, да не подлегнуваат на оние кои што сакат повторно да мерат граници со крв, да не подлегнуваат на оние купени души, черепи и коски, кои што не владеат 2000 години нас Балканот, и територија која што во минатото, во времето пред да се создаде Македонија, се викала Аватарија, од каде што потекнуваат митолошките аватари или автари, кој што е татко на Паон, од кој што го знаеме целиот овај Балкан денес, а додека Паон е татко на Трибал и Скодар, на денешните Срби како Трибали и денешните Скодри како Црногорци. Од тој Паон и на таа територија на древна Паонија, негов внук или внук на Аватар кој што живеел на територија на Босна е Македон, кој што започнува да создава едно обединување на сите балкански народи, и налик на Македон, нашиот прв цар на царевите и крал на кралевите, по кој што го носиме името Македонија, никога северна, е нешто што треба да остави траг на сите нас. Македон е внук на Аватар, Аватари е територија која што големиот дел е денес од Босна. Ние не сакаме прекројување на граници,
Ние не сакаме војна, ние не сакаме слепо да веруваме на оние кои што си ја продале својата собствена кожа за други и туги интереси и ние ќе останеме со аватар без некој да манипулира и спрема нова балканска војна, која што ќе биде во интерес на истите оние кои што до ден денес владееле. Тоа ќе го направиме сите заедно со една голема кампања, подршка на Ибра, подршка на Владо Павлов, подршка за документарецот, каде што ова што дел денеска го слушате и со години дел сум објавувал, ќе го поистоветиме со вистината дека најстаро име кое што е додржано на Балканот од сите народи во тој временски период и претходно е Македонија. Затоа што денешна територија на Србија не се вика Србија, не се вика Трибалија. Нажалост, Трибалија е вистината за денешните срби, затоа што тие се трибали, тие не се сербонци, оние кои што ги чистеле и кои ги одржувале коњите на персиските кралеви, меѓу кои и Надари и трети, и оние кои што не можат да ме разберат мене кога ќе зборувам македонски, и нормално дека не можат затоа што не потекнуваат од ова тло кој што некогаш го носело името Трибалија, а додека оние другите браќа и сестри трибали кои што не разбираат кога зборуваме македонски, тоа е доказ дека не се сербонци, идентично како нашиот Штип кој што го носи името по Шчипион африканецот, оној кој што го уништи Ерусалим, оној кој што до темели го запали, оној кој што ни ја присвои вистината и наместо нашиот древен Дион да го носи името вистинско, ние денес го носиме името на оној кој што го победи македонецот или оној кој што е поврзан со библиското распетие, кое што за Владо Павлов е распетие на Македонија, а не на Исус, бидејќи многу работи кои што овие што до ден денеска го уништуваат Балканот и кои што имаат за цел да си го присвојат и да ги сменат границите повторно, да ни го сменат генот за пречек на Антихрист. Ние мораме да се држиме до вистината и затоа овој документарец со Ибра ќе го правиме на територија на цел Балкан или на територија од бившите југословенски простори, каде што со докази и аргументи ќе докажеме дека ние не сме словени дојденци од зад Карпатите, туку ние, ако одиме по нивната лага и невистина, ќе докажеме дека ние од овде одевме зад Карпатите да го ослободиме нашиот Прометеј и она што го знаете сите како овното руно. Тоа значи дека ние од секогаш сме биле овде и овде ќе останеме, и тоа е тоа што на некого му смета. Овде биле енхелејците, перхебите, овде биле јасонците на територија на денешна Грција, овде биле тракијците кои што се приклучиле на балканските народи и на македонскиот тогашен цар Македон, кој што е внук на Аватар, а Аватар територија точно денеска каде што е Српска крајна на територија од денешна Босна. Затоа, во интерес на сето ова и во интерес на ова голема мисионерска дејност која што ќе започнам со Ибра, ги обрзувам сите овие работи и на голема благодарност до сите вас. Малкумина сте, знам, ама докажавме дека можеме да се избореме против големите зверки кои што денес се прогласиле за богови, за светци и веруваат дека
можат да одлучуваат тие кои да го убиваат, кои да го уништуваат, но се има свој крај и свој почеток. Ова мое видео е голема благодарност за враќање во нормала на Агапи Скопје, Агапи Битола, каде што веќе започнуваме со работно време во најможен рок од 4 до 8 часот, каде што веќе ги отклонуваме сите препреки и она забрана од сето оно што се правише од ова големо злосторничко здружување под капата на нивниот папа, под капата на оној кој што мисли дека може да биде вечен Бог, а несвесен како да си го среди канцерот на неговата кожа. Јас, иако го знам на врв на ова злосторничко здружување, денес да ми кажи, денес да даде предлог да му помогнам, да му дадам услуги од сето оно што го научи во овие 20 години во поглед на алтернативната медицина на древните македонски цареви или балкански цареви, ќе му помогнам. Иако е најголемиот непријател на сето ова што се прави. Уште еднаш ги повикувам сите олигарси, ги повикувам сите овие злосторници. Нека Саша Поповиќ, покојниот, ви биде пример дека нешто не може со пари да се купи. А лекот може да биде утре и 5 денари. Ве повикувам, нека ви биде пример, затоа што ова пандемија на канцер најпрво е кај олигарсите, кај овие папи и кај сите оние кои што учествуваат во ова злосторничко здружување. Сакајте, верувајте, сакајте, не еден не е здрав. Сите од кои се поболни, кој од деменција, кој од канцер на дебело црево, канцер на кожа, кој од леухемија, менува крв на секој 3 месеци, кој ја менува во чешка, кој ја менува на крит. Не знам што да кажам. Ги повикувам сите да го сменат начинот на животот најпрво и да прекинат со ова злосторничко здружување, затоа што се виде дека Бог не ги трпи повеќе. Агапи Скопје, Агапи Битола и Феникс, можем слободно да кажем од денес дека ги додржавме. Сметката од блокирана, која што неправдично од фантом фирма со лажни фактури без испратници, од фирма која што е затворена во 2023 година, а до ден денеска ја држи се уште сметката, каде што моравме ние самите, без подршка од никого на почетокот, да одиме во Занечиска комора, да одиме во Централен регистар, да одиме во УЈП, каде што секаде требаше да реагираме, каде што секаде требаше да ги подсетиме на законот на Република Македонија, за кој што е направено големо кривично дело, и тоа нема да остане така, затоа што овие кривични дела на многумина од ова злосторничко здружување во една папка која што ќе го носи бројот 13, сите ќе бидат ставени и каде што ќе имаме еден голем судски процес од оние дојавувачите до оние последните кои што ни го правеа сето ова што ни го правеа, и не судействуваше со паролата живот за секого. И не го правам тоа да се ситам, него тоа го правам да им докажам на овие корумпирани судии, на овие корумпирани нотари, на овие корумпирани извршители, на овие корумпирани адвокати, каде што ко да више, без разлика кого се застапува, на овие корумпирани лица од МВР, на овие корумпирани бизнисменчиња и многу други кои што учествуваат во овој заговор, во ова хајка против Владо Павлов, а само затоа што им смета вистината, само затоа што некој сака дебело да се нафатира од оно што Бог одлучил конечно да дојде до отварањето на гробот.
па ајде продолжете уште посилно, налегајте уште посилно, правете нови кривични дела и најверојатно ќе се видам и со некои кои што имаат за желба да ме видат и ќе ме видат навистина на суд. Ама не на суд како тие што планираа, туку на суд како што јас тоа долго години го трпев тортури, трпев намешталки фингирани сценарија за измислотини, за намештување на семејно насилство, за безброј други сценарија кои што се правеа се со една цел Феникс и Агапи да не постои и најмногу се и Владо Павлов ако треба да биде убиен. И тоа е правено се под капата на голем судија кој што имал знаење на врховен. Овој голем судија кој што имал знаење на врховен ќе биде последниот во ова хајка кој што ќе биде објавен и каде што целосното досие ќе му се представи пред сите вас, пред Тино, премиерот на Република Македонија, пред министерот за правда и пред сите оние кои што се овде и треба да не чуваат и да се борат за нас како тоа што го прават за Владо Павлов. А вакви како Владо Павлов има многумина и редно е време ова влада да преземе активност за својот народ и дојдено е времето повеќе овој народ измачен македонски да не плаќа повеќе данок во крв од вакви корумпирани судии кои што имаат дела и по пола милион евра на контото, од плацеви, од безброј други акционерски друштва и олигарси, од урбаната мафија, па дури и од нашиот најголем рудник Саса, кој што е рудник за злато и сребро и кој што го искористуваат до вчера русите, Путин, а од денес англичаните. Една моја порака до Тино, што може подхитно Македонија да си го врати овој рудник Саса и сите кои што направиле овде кривични дела да бидат затворени, без разлика дали се судии, извршители кои или не, или стечени работници, затоа што рудникот Саса го направи Путин тоа што е. И овој рудник Саса може македонецот да го направи исто како што Русија Путин ја направи, со нашите минерали, со нашето материјално богатство. Се разбира, со една голема иницијатива предходно да се направи уште еден голем базен, каде што јеловината нема да оди во езерото кое што е денеска на сите вас познато и каде што имаме големи помори, кога јеловината ќе излезе и ќе дојде до вештачкото езеро околу денешна Македонска Каменица. Овој проект, доколку го застапува влада на Република Македонија и доколку застане здраво како стопан на својата држава, за овој рудник да се врате во раците на влада на Република Македонија и на македонците и сите оние кои што се огрешили да бидат во ќорка ставени, без разлика дали се корумпирани судии, без разлика дали се тоа стечени работници, градоначалници или било кој друг. Во ова ново време кое што иде, премиере Тино, златото и среброто ќе биде најскапо. И она земја која што има најмногу злато и сребро ќе опстои во ова најголема криза која што човековиот род не ја памтил од неговото постоење до ден денес. Ако не се припремаме да си го чуваме она нашето, не можеме ништо да направиме. Затоа ве повикувам сите да застанеме во одбрана на нашите минерали, а да не бидеме како не глумац, како не Хазар, кој што стотици илјади мајки ќе остави со црно облејани и со крв од оно што се прави на територија на денешна Украина, и вие ќе ми кажете утре дека Путин е Божјо чедо. Не може Путин да биде Божјо чедо ако се води со конфликтна логика. Уште еднаш, ова двостороничко здружување на кој што се бори тимот, со кој што се бори тимот на Владо Павлов, ќе биде пионир на се што се правило против македонецот, каде што сите и јавно ќе се обелоденуваат
и каде што сите со факти и аргументи во една голема папка со број 13 ќе биде направена со сите овие кривични дела кои што може човек сатанист или злосторничко сатанистичко дружување да го прави кон човек, а се со една цел да газат низ мртви лешеви, за да тие дојдат до нивната цел, да се нафатираат, да земе некој тендер повеќе, друг да земе едно или две станчиња, трет да земе привилегии кај Тино, четврт да земе градоначалничко место и така натаму, и така натаму. Да живее Македонија, ве сакам сите, љубов, љубов и само љубов. Едно големо благодарам до сите вас кои што секој сте со Владо Павлов, малку сте, ама Божјата десница е со нас, ќе продолжиме најсилно и ќе докажеме на сите дека Македонија може да биде феникс, како што Владо Павлов е феникс. Да живее Македонија со дух, ум и фанатизам за Македонија, за гробот кој што треба да биде спас на Македонија и на целата земја. Ова се аргументи. Ова се аргументи. Ова не е само обична слика. Ова се аргументи за локалитетот Тикишински лозија. Каде што гледате, ова горе е земја, насипна земја. Ова доле е заштита на она гробница која што е под овој дел. Погледнете, ова е заштита, а ова е насипна земја да го сокрие она што се крие под него. Зато и овој потпорен зид на времето го направи вториот инволвиран до Ванчо Деликатес Радко Сорос и вахабиста Европа 92, кој што учествува во злосторничкото здружување против Владо Павлов. Погледнете, овде го прави потпорниот зид, а ова е местото кое што позади потпорниот зид имаме насипна земја и имаме заштита. А ова заштита е на она што е под овде. А ова е потпорниот зид кој што ова место, ова парцела е откупи. Вториот учесник во злосторничкото здружување против Владо Павлов, веднаш до Ванчо Деликатес, Радко Сорос и вахабиста Европа 92. Се е цело кога ги имаме учесниците, едниот од СДС, а другиот од ДПМН. Кутра наша Македонија. Повели Тино. Овие аргументи и докази ги имаше Паско Кузман во 2006 година, кога не беше откупена ова парцела и кога го немаше овој потпорен зид. Затоа што копањето на ова каде што требаше да прави куќа Радко Сорос и вахабиста Европа 92 имаше опасност да дојде до свлечиште. А од друга страна имаше и цел да спадни под сета ова заштита и да види што има долу. Во интерес на Паско Кузман, во интерес на сите оние кои што учествуваат во ова големо дело од Владо Павлов да биде сокриено, а да издействуваме ново откритие каде што самите ќе правиме гробници, као што е Црна или Црнилиште на геоглифот. Погледнете, ова е каменот. Ова е вадено од првата зграда која што ја правеше Алекс Мијалков. Ова е првата зграда кога се правеше во 2015 чинам беше или 2016 година од бетон штип, денес познато како Алекс. Погледнете што се вадело и што се правило на темелите од првата зграда Алекс на локалитетот Текешински лозија. Се за Македонија. Еве, ова е првата зграда која што е правена на локалитетот каде што Паско Кузман
Владо Павлов го однесе и ова е доказ дека ние урбаната мафија и дека ние можеме над гроб да градеме стамбени и доста више она песма гроб на гроб. Тоа е минато за Македонија. Нека се слушат оние кои што ги градат овие стамбени комплекси. Те имат за цел да ги цементираат гробовите, а врз нив да градат стамбени комплекси. Погледнете. Ова е се извадено од темелите на првата зграда која што ја правеше Алекс на локалитетот Текишински Лозија. А ова е доказ на нешто кое што доправа треба македонецот да го разбуди и да ги поздрави фамилија Стоименови, затоа што верува дека можат некој да го уништат, некој што ја знае вистината, некој што дојдол до ова светско откритие и го донесел Паско Кузман со напомена во правец на североисток од овде, на 100 метра е куќата мистична на Стоименови, од каде што започна пеколот на Владо Павлов поради неголемото светско откритие за пчелата и доказ за оној кој што е погребан овде. Да живее Македонија! Македонија ми е се со дух, ум и фанатизам. Да живее Агапи и докажавме дека можеме, иако сме под најголема тортура, веќе Агапи се враќа во живот заедно со Феникс. Да живее Македонија! За Македонија! За етерот, за воздухот, за светлината, за Аполон, за Илија, за цвеќето на животот кое што е украдено од Увара Кочани и доказот за Македон, за Кочани пред Свети Николе, за вистината, за ослободување на секој македонец во целиот свет, за Агапи, за Феникс. Вистинската папка со број 13 е наполнета. Контраудар и има силен. Затоа што злостониците друго ништо не заслужуваат. Бидејќи нивната цел беше убиство на Владо Павлов. Да живее Матеа, од каде што започнал Македон. Да живее Македонија, единствена земја на Балканот која што го носи името. Затоа што Босна е ново име. Сербонија или сербонците или Србија е ново име. Ама внукот на Аватар кој што територија била денешна Српска крајна Босна, Македон, успеал да го додржи. За Македонија безсеверна. Ајде, Тино! Нашата победа е победа на универзумот. Она му каде што победија. Горе. Веќе победуваме и доле, на земјата. Да живее Матеот, каде што ќе започне документарецот со братот Ибра за обединет балкански народ без војна.
Шешкова, кој кутра ти да почива во мир? Имаше еден, жив кажуваше на мене, почивај во мир. Те поздрави Ниче Димовски. Ке каже Лјопа Пашова, за кого мори кутра ти жено, почивај во мир. Имаше пред тебе еден, носеше име Ниче Димовски, кој што велеше почивај во мир, за Владо Павлов. Ајде Лјопа, јави се. Јави се Лјопа. За Обединет Балкан, за игри без граници, на сите балкански народи кои што потекнуваме и потекнуваме од Илија. Да живее Филипова Македонија. Да живее Балканот денешен. Не му го посакајте тоа на мене, што не сакате на вас и на вашите деца да се случи. За моите браќа од целиот Балкан. За Ибра. Што су ме Јави се Лјопа. Замерувајте, не им влегувајте во нивната фреквенција. Тие не се богови. Секој може да пише што сака. Многу мина до ден не сака да почивам во мир. Ама ете, јас сум сепак уште жив. Тие не се богови да кажуваат кој до кога треба да живее. Ке живеам се додека ова мое дело од Бога дадено не го одгонетнам.
македонци, радувај се Македонија, Агапи и Феникс ги додржавме од ова голема хајка, од ова големо злоструничко држување. Балканот повторно се обединува со Филипова Македонија и од Матеја ќе започне. И в оган да горам, и пепел да станам. Јас за тебе, Македонијо, ќе се борам. И како бесмртен Феникс, ако треба на небо ќе стојам. За тебе, Македонијо. Сакате споделувајте, сакате ич не споделувајте. Знаам јас од каде доаѓа мојата сила, мојата енергија и знаам од каде јас ги полнам моите батерии или моите акумулатори. Резонантната кутија ќе биде отворена кога Бог ќе каже на нас, а не кога ти, свемир шпиону на Англија, ќе кажеш. U svijetu ljubavi, bez starih dugova i ovih nakaza, što su me stalno pratili. Treba mogu poljubiti, bez loših sjećanja, na hladna proljeća, na slike stradanja, što se baš na nas zanimljivo. Jer moj život igra bez granica, morna priča, traganje stranica, na koju ništa ne piše. Jer moj život je čito paganje, ja zbrojim poraze, ništa ne ostane, samo razvučen navije. Sve na tome ostane. Da treba mogu probuditi, kao prisluhati, u krevet dojeti, pa te poljubiti. Ве сакам сите. Љубов, љубов и само љубов. За Божја логика против конфликтна логика. Ајде да победиме сите со Божја логика на целиот Балкан и да не дозволиме бикот да се вала во крв на Балканот. Затоа што сите ние потекнуваме од еден заеднички прататко. И сите ние славиме
едни исти или слични празници, а на новороденчињата им даваме исти или слични исти или слични имиња. За Обединет Балкан без војна. Да живее Ематеја од каде што се ќе започне. За Обединет Балкан без војна. Поздрав Ибра, поздрав за сите. Не ни треба повеќе војни. Затоа што секоја војна на крајот завршува со мировен договор. Ајде мировниот договор овој пат да го направиме сите балкански народи без војна. Ве сакам сите љубов, љубов и само љубов. Да живее Матеја, да живее Македонија, за Обединет Балкан без војна, за игри без граници меѓу сите балкански народи, за се што значи љубов, а не омрза. За се што значи мир, а не војна. Ве сакам сите љубов, љубов и само љубов, со главната порака дека се што се куваше, се манџеше со Владо Павлов, се ставаа безброј потпрашки од злосторничкото здружување, им падна во вода со последните одлуки на последните судски процеси, а веруете ми, се бранев. Сега веќе одам во контранапад, со една голема папка со број 13, каде што има многу злоупотреби на своите дејности и каде што има многу кривични за се оно што се правило со Владо Павлов и целта да биде убиен. Да живее Македонија!